го споменавте и мобингот. Сега би сакал да ве прашам, и тоа верувам дека ги мачи го голем број од работниците и самите граѓани, а тоа е како истиот може да се докаже. Мислам дека и кратко ова време што можем, јас само претрчувам по некои мои забелешки, меѓутоа сите овие прашања имаат поопсежни одговори и сите овие прашања регулираат материја која што треба да даде една стабилност или една тема во трудоправниот систем во Македонија, и баш заради овие прашања, односно баш заради негативните одговори на овие прашања, ние немаме стабилен таков трудоправен систем, односно би можеле да бидат тема за нешто во иднина. Конкретно за мобингот е нешто популарно што се случува во последно време. Инаку е регулиран со два закони, и со закон за работни односи и со закон за вознемирување и спречување на работно место. Затоа што тука се предвидени два рокови, неколку години по семинари, и дури и судиите се мислат кој рок треба да се земе. Дали по закон за работни односи рок од 6 месеци или по закон за спречување и вознемирување на работно место каде што не е предвиден рок, а именно тој рок би требало да представува период во кој што мобингуваната личност е мобингувана од страна на моберот. Ме разбирате, значи период во кој што еден работник би требало да прима или да трпи некакво вознемирување на работно место за да се докаже да не биде тоа некој си, да кажеме, адхок испати на некој колега, па да кажеме веднаш мобинг, туку треба да биде некоја потврдена состојба која што врз него се врши, а мобингот има само една цел, да го натера мобингуваното лице да си даде отказ, односно да напушти работната средина, за да не добие отказ од страна на работодавачот, па после да тој отказ не биде образложен или законски, па да се поведуваат судски постапки, користат методот мобинг, односно тоа вознемирување да трае одреден период со цел жртвата да биде вознемирена, односно да не може да продолжи својот процес на функционирање во таа средина и своеволно се даде отказ. Нормално, ако се даде своеволно отказ, тогаш не му следуваат правото на работен однос, или не му следува годишно одмори, останати права кои што му се предвидени. Меѓутоа единствена цел е да се постигне тоа е сега. За да се докаже мобингот, жртвата би требало да има некакво вознемирување, особено ова го кажам искуствено, во судот треба да се приложат и некои докази, односно медицински документи, дека навистина за период од 6 месеци жртвата трпела некакво насилство, некакво вознемирување, кое се рефлектирало врз нејзината психичка состојба. Ме разбирате, има некои луѓе може се отпорни на вознемирување, па колку и да го вознемируваат, тоа него не резултирало никаков ефект. Малтене големите работни средини секојдневно има некакво вознемирување или не знам провокации, ситни или нешто така. Меѓутоа, ако трае подолг период тоа вознемирување во законот предвидено 6 месеци и кај жртвата предизвикала вознемиреност, тогаш тоа се јасни случаи на мобинг. Начинот на кој што вознемирувачите или моберите вршат вознемирување врз мобингуваното лице или врз жртвата се различни. Вознемирување може да врши работодавачот или може да врши група на колеги кои што имаат намера да го вознемират тоа лице. Кога е работодавачот, обично работодавачот не му дава соодветната работа и тоа се вика празно биро, или го маргинализира, го става во некоја просторија или некој дел од работната просторија кај што е маргинализиран или кај што има за цел навистина да го дискредитира или да го омаловажи или да го посрамоти, да кажеме, или па го претрупува со работа, го пренатрупува со работа за разлика од другите колеги. Меѓутоа тука за да се докаже мобинг, прво мора да има некаква дискриминација од страна на другите колеги или работодавачот прави нешто што не го прави за другите колеги или го прави повеќе што го прави од тоа што го прави за другите негови колеги, и на таков начин докажуваме мобинг од страна на работодавач. А кога докажуваме мобинг од страна на колеги, работници, тогаш мислам дека многу евидентно работниците го вознемируваат за секакви работи за кои што мислат дека би се вознемирил, и тоа би требало да се направи тука дистинкција помеѓу
полово, да кажеме, вознемирување или друг вид на вознемирување и мобинг. Ме разбирате, ако се случи еднаш или неколку пати, тогаш одиме со класичен тип на вознемирување по закон или дискриминација предвидена во законот, а ако трае подолг период, тогаш одиме со мобинг. Постапката е мобингуваното лице да се пожали кај работодавачот. Обично во компаниите се избира лице кој што ќе биде као посредник помеѓу работодавачот и помеѓу мобингуваното лице. Ако вознемирувачот е работодавач, кој што би требало да стави топката на земја или да ги олесни разговорите, а доколку се колегите, тогаш мобингуваното лице се обраќа директно до работодавачот со цел да ги опомени да престанат со вознемирување. Генерално, мислам, сега баш прочитав дека има околу 9 тужби усвоено за мобинг и уште неколку се во постапка. Имаме и ние некои такви постапки, што се интересни сами по себе, мислам, се индивидуални. И генерално судиите препознаваат кога има вознемирување, односно кога навистина работникот веќе не може да се одбрани, пошто ние секој пат пробуваме прво да се одбраниме со само помош наша, па ако не успееме да се одбраниме, дали против работодавачот, дали против колегите, тогаш веќе се нарушува нашата психа и на така нарушена психа ние немаме волја, немаме ни енергија да му се спротивставиме на лицето кој што не вознемирува. Кога ќе се појави ефект на таква нарушена психа или нарушена волја, тогаш веќе е евидентен случајот на мобинг. Сега би преминал на едно така исто важно прашање. Јас неодамна правев една анализа на тоа каков е соодносот на договорите на определено работно време и на неопределено работно време. И дојдов до едно сознание дека бројот на договори на определено време значајно расте. Сега некои експерти тоа велат дека е пракса на Запад. Вие што мислите? Зошто тоа се случува? Договор на определено време секако е некоја можност предвидена во Закон за работни односи, да не се склучи веднаш договор на неопределено време, меѓутоа маната кај овој договор е што работникот не му нуди заштита. Обично ги прават тие договори месец за месец или 3-месечни, со цел ако нешто се случи со работниот процес на работникот и не е работодавачот задоволен од работникот, тогаш да не мора да дава откази, да води дисциплински постапки, не знам, да утврдува вина, туку само да почека да му заврши договорот, да ги исполни обврските до крајот на договорот и тогаш да не го продолжи договорот. Значи, овие договори на определено време се среќаваат и многиот примери гледаме во приватниот и во јавниот сектор. Во јавниот сектор, ви кажав и претходно, тука е вмешана политиката и мислам дека воопшто би требало да се забранат договори на определено време во јавниот сектор или бар да се намали нивниот рок на траење. Во Закон за работни односи се предпишано 5 години, меѓутоа е многу долг период за да некој работи на определено време. Во другите сектори мислам дека и пократок рокот. Меѓутоа овде во овој дел малку трудовиот инспекторат направи некој превид што не го зема предвид договорот за пробна работа кој што е предвиден во Закон за работни односи. И договорот за пробна работа би требало да трае некој период во кој што би имало проверка на вештините и способностите на работникот кај работодавачот, а и работникот би увидел дали му се свиѓа работната средина и дали би сакал да продолжи, со тоа што договорот за пробна работа би можел и да не ги исполнува сите оние обврски од договорот за вработување по член 28 што е предвидено, или би имал, да кажеме, помала плата, нешто слично на практиканство, со цел запознавање и проверка на вештини. Ме разбирате, тука трудовиот инспекторат не го препозна овој мотив или препозна злоупотреба, особено кој угостителите. Знаете, ви кажав, угостителите имаат навистина потреба од парт-тајм работници, односно работници за одредени периоди од годината или одредени денови од неделата и тоа се уште не е решено, па ја функционира со договори на определено и неопределено време. Во јавниот сектор се појавуваат и агенции за привремени вработувања. Знаете, за воопшто работникот да не екзистира како работник во не знам, предпријатие, орган, министерство или на било кое друго место.
како би можел во секој време да го раскине договорот и да навистина политичка манипулација се тие договори на определено време и не е тоа од запад тренд кој што овде нуди можност, току тоа е искористување на работникот да во секој време може да му го прекине договорот, ме разбирате. Ако се прекине договорот, дури и да е на боледување на работникот, не му продолжа боледувањето ако е на определено време. Тоа е, би требало да се користи овде како можност, а не како да кажеме обврска, меѓутоа или нажалост е вака. Претпоставам дека и на западот од исти причини договорите на определено време, не знам, расне како трендот што се зголемува, само заради тоа што е оттежната постапката за отказ и е долга постапката за отказ и тука може да сгреши работодавачот дури и во чекори или не ја спроведе добро дисциплинската постапка, тогаш целиот случај ќе падне на суд без разлика што има вина на страна на работникот и затоа се одлучуваат за договори на определено време. Мислам дека така им е најпрактично. А гледам, само да го кратко завршам прашањето, дека и во приватниот сектор големите компании веќе склучуваат договор на определено време само од таа причина. Претходно, не знам дали памтите, имаше тренд на подпишување на спогодба за раскин на договорот, заедно со договорот за вработување, што е секако незаконски, меѓутоа тоа беше некоја заштита од страна на работодавачот, ако работникот не ги исполнува своите обврски или сака да го прекине работниот однос, ја активира веднаш спогодбата со тоа што само става дата дозгоре, а претходно била подпишана. Сега тоа е случај со договорите на определено време. Едно прашање дополнително. Кажете ми, бидејќи законот за работни односи моментално предвидува 5 години да се работи на определено работно време, тоа е пробешаниот рок и тоа важи и за приватниот и за јавниот сектор, нели? Би сакал да ве прашам, има случаи каде што работодавачи, особено во приватниот сектор, кога ќе измине тој рок, ги преместуваат тие вработени на друго работно место и со тоа им даваат нови договори на определено работно време. Како тоа може да се надмине? Да не се случува таа пракса? Да, и ова добро сте го забележале. Значи, му го прекинува договорот, прави мала пауза, или го премества на друго работно место, или нов договор му дава и почна тече одново новиот рок 5 годишен. Ето е, кога одиме на семинари, судиите, мислам, не само судиите, него секој човек би препознал манипулација или злоупотреба, особено ако сега Боби работел едни работни задачи, а на другото место ги работи сличните работни задачи, само што називот на работното место би бил друг или би имало прекин. Значи, таа злоупотреба би требало да се отстрани, меѓутоа, знаете, јас сум за тоа да се промени комплетно целиот систем во мајндсетот на работникот, односно државата да постави такви услови каде што навистина и работниците ќе се грижат за работодавачите, меѓутоа и работодавачите ќе се грижат за работниците, па во моментот кога самиот работник ќе увиди дека постои злоупотреба или дека работодавачот сака да го злоупотреби неговото право, да не чека судска постапка, него веднаш да го прекине работниот однос, односно без страв да побара од работодавачот после одреден период тој работен однос од договор на определено време да се трансформира во договор на неопределено време. Ме разбирате? Значи да не стигне цела оваа работа до судска постапка, него да има навистина толку многу работни места кај што нема да се злоупотребуваат овие работи, затоа што верувате 5 години да се работи во нестабилен работен однос. Зашто велам нестабилен? Кога си со договор на определено време, банките не сакаат да те поддржат финансиски со кредити, да кажеме. Не знаеш кога работодавачот би можел да ти го прекине договорот, односно да не го продолжи договорот и да те остави на улица. Тоа се реални екзистенцијални проблеми со кои што се соочуваат работниците, навистина е најтешкиот облик на злоупотреба на еден работодавач кој што може да му го направи на работник. Во моментов гледаме само судска постапка, во просветата и во здравството овие рокови мислам дека се пократи од 5 години, меѓутоа апсолутниот рок во Закон за работен однос е 5 години и така е останато и луѓе работат баш со таква манипулација, односно прераспределување на работно место и само со судска постапка би можело да се остане оваа злоупотреба. Иначе
На овој проблем системски би требало да го реши државата, не на ниво на работодавач, него на ниво на држава. Или да се намали во законот на 1 година, да не кажам на 6 месеци, затоа што тој период 6 месеци или 1 година се периоди во кои што период на проверка во кој што и работникот и работодавачот можат да проверат дали се пронаоѓаат во работниот процес или е работник кој што треба да заменува привремено отсутен работник. Ме разбирате, дали е на трудничко боледување некоја жена или е на некакво боледување некој друг работник, тоа боледување би требало нели 6 месеци до 1 година. И тој би требало да биде максимален период предвиден во закон за работа на привремена работа, за работа на определено време. Така. И тука имаме уште малку време и би ве замолил накратко да ми кажете што би им порачале на работниците кои што се соочуваат со прекршување на нивните права од работен однос, особено на оние кои што се плашат за своето работно место, а такви ги има во голем број. Па прво да се охрабрат, за да може да го преземат првиот чекор, да се охрабрат и да сватат дека ќе немаат консеквенции ако се охрабрат и ако преземат чекор. Напротив, ако не се охрабрат, тогаш ќе влезат во други фази во работниот однос, односно ќе бидат неефикасни на работа. Зборувам ако им се повредени правата како работник, посекако тоа е некоја потешка, односно психичка состојба која што не дава максимумот да го дадеш на работното место, па или ќе застраниш при извршување на работните задачи, па може да добиеш отказ поради неефикасност, или ќе бидеш мобингувано лице, па 6 месеци ќе трпиш мобинг, додека не сватиш дека или не си дадеш сам отказ. Охрабрувањето како прв чекор е да му се спротистават на работодавачот или на колегите и да побарат од работодавачот она што мислат дека навистина им следува. Дали се тоа изработени часови кои што треба да бидат платени или мислат дека заслужуваат поголемо плата или поголеми права во работниот однос. Она што сакав да го напоменам кај приватниот сектор, не го кажав, е дека работниците кои што се поактивни и поажурни, баш тие треба да го направат првиот чекор, затоа што или мислат дека заслужуваат поголеми права, бенефиции и плата, затоа што можеби подобро или поефикасно ги извршуваат работните задачи од другите работници, па би требало и да бидат наградени за својот труд. Некои колективни договори во јавниот сектор и предвидуваат работна успешност, отприлика тоа е 20%, делот кај што работникот се труди повеќе од она што му се работните задачи за да ги сработи работните задачи, а после охрабрувањето е нормално да дадат соодветна правна помош која што би можел да им ги образложи од правен аспект дали овие права навистина им следуваат и на каков начин може да се ги остварат. Не знам, се појавуваат некои правни лица кои што советуваат или не знам невладини организации, меѓутоа најголеми практичари баш во остварување на правата на работниците се адвокатите, затоа што адвокатите ја почнуваат и ја завршуваат постапката пред суд, а само судска пресуда е императивна за почитување на правата на работниците кај работодавачот. Меѓутоа со нивно охрабрување, без разлика дали ќе завршат предметот на суд или не, можат да направат нешто добро за себе и за својот живот, без разлика дали своите права ќе ги остварат кај тој работодавач или ќе сменат работно место. Меѓутоа, ако направат храбар чекор и го променат работното место, може на следното работно место ќе биде подобро или ќе го пренесат искуството од претходното работно место кај новиот работодавач, па новиот работодавач повеќе би ги ценел од претходниот работодавач. Тоа е, да не се грижат, овој го кажам на сите клиенти, дека ако поведат судска постапка ќе имат некакви консеквенции на суд. Напротив, во Закон за работни односи е детерминирано дека работникот кој што поведа судска постапка пред суд не сме да биде во ниеден начин ставен во понеповолна позиција или дискриминиран или вознемируван од страна на работодавачот, па тој, да кажам, домино ефект што ќе се јави кај работодавачот би бил уште по-агилен, сметајќи дека ова е храбар работник кој што би можел да поведе уште една тужба за вознемирување, кога веќе повел тужба за некој остварување на
правата на работникот, ако втората тужба, ме разбирате, ме следите да не биде комплицирано, кога втората тужба би стигнала на суд за вознемирување, затоа што претходно има поведено една тужба, мислам дека многу полесно би го добиле предметот, особено кај судиите кои би виделе дека претходно работникот веќе го тужи работодавачот за неостварување на права, по ова е очигледно дека станува збор за некаква одмазда. Така да чим поведат судска постапка, мислам дека се повеќе заштитени од работниците кои што не поведат претходно судска постапка или право на остварување на. Знаете, ова го кажам судска постапка без да дам афинитети према нешто, затоа што само судската постапка има некоја развршница со пресуда, ме разбирате. Да. Предвидени си економско-социјален совет, меѓутоа од моје искуство можам да ви кажам дека многу малку функционира економско-социјалниот совет, затоа што тоа би требало да биде некаква арбитража помеѓу работникот и работодавачот, а најчесто не е така, најчесто на страната на работникот или оној што е представник на работници кој што би требало да потпише спогодбата за неисплаќање на К15, обично е најверниот работник на работодавачот кој што би потпишал се што би му дал работодавачот, или некои од синдикалните представници лесно би биле изманипулирани да ги занемарат правата на работникот. Затоа секој работник индивидуално си се бори за себе и секој работник индивидуално ќе си ја бара помошта таму кај што смета дека ќе најде. Дали е економско-социјален совет, дали е синдикат, дали е надворешна правна помош како адвокати, дали сам ќе си го прочита колективниот договор и законот и ќе си се избори за правата кои што му следуваат.